Почитувани представници на медиумите, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијските партнери посветено и одговорно работаат на целосно реализирање на ветувањата во областа на социјалната заштита. Наша задача и цел е Република Македонија да стане вистинска социјална држава која ќе обезбеди социјална сигурност и соодветна грижа за сите оние на кои им е неопходна помош. Во тој контекст, владата предложи и во собраниска процедура влегоа два нови предлог закони за измена и дополнување на Законот за социјална заштита и на Законот за заштита на децата, со кои се обезбедува подобрување, но и олеснување на постапката за обезбедување на овие социјални надоместоци. Со измените на Законот за социјална заштита се обезбедува олеснување на животот на лицата чие здравје е сериозно загрозено преку обезбедување на персонален придружник. Надоместокот за помош и нега од друго лице нема, како досега, да биде условен од месечните приходи во семејството. Тоа значи дека правото се стекнува исклучиво врз основа на болест и како такво не треба да биде условено од други фактори. Ова се однесува и на додатоците за глувост и слепило. Се укинува и конзилијарното мислење од 3 доктори специјалисти од различни специјалности, кој беше услов за апликација за овој надомест, а со тоа се укинува и надоместокот од 1200 денари. Предлог законот предвидува и лицата со умерени пречки во менталниот развој да добиваат паричен надомест за помош и нега од трето лице, независно од возраста на детето, наспроти досегашната пракса за надомест до 26 години. Се воведува правото за паричен надомест за помош и нега за лица со навршени 26 години со умерени пречки во менталниот развој, а не како што беше досега само за тешки и длабоки пречки во менталниот развој. Се обезбедува и паричен надомест на родител за скратено работно време доколку има дете со попреченост, независно од неговата возраст. Со измените на Законот за заштита на децата, по барање на родителите, значително се олеснува постапката до центрите за социјални работи за продолжување на правото за посебен додаток за дете со специфични потреби, кој има пречки во телесниот и менталниот развој или комбинирани пречки во развојот, за кој е издаден траен налог од стручен орган. За нив нема потреба да се поднесува барање за продолжување на правото секоја година. Почитувана јавност, за разлика од ВМРО-ДПМН, која што сега, откако замина во опозиција, глуми лажна загриженост за пензионерите, социјално загрозените лица, за економски радливите категории на граѓани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијските партнери преку практични проекти, конкретни мерки и законски решенија го леснуваат животот и функционирањето на сите граѓани. За жал, ВМРО-ДПМН се уште во граѓаните, во пензионерите, во социјалните случаи гледа само потенцијални гласачи, поради што и понатаму предлага лажни мерки за еднодневна употреба. За разлика од нив, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе обстои на принципот за долгорочно и законско решение за покачување на пензиите. Тоа значи дека усогласувањето на пензиите ќе се прави 2 пати годишно и тоа по 2 основи: според порастот на трошоците на живот, како и според порастот на просечната плата во Република Македонија. За парламентарното мнозинство и владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, зборот на вистина е збор и преку посветена и отчетна работа продолжуваме во остварувањето на дадените ветувања што носат подобар живот за сите. Благодарам.